Ајде, здраво живо на сите. Ова е 19-та психоманија, втора сезона. Денес ќе ви покажам и ќе ви докажам некои работи со збор нормално. А вие тоа сами ќе може да го видите. Но пред да почнам да ви кажувам, ќе морам да отидам забрев кафенце да си направам и вода да си ставам. Се враќам. Ова! Поздрав до Огица, поздрав до Јосип, здраво живо на сите, поздрав до Јован. Вака, веруем, ова ве подсети нешто на државна администрација, така? И општо на администрацијата. Так, на шалтер се враќам за 5 минути. Така и јас се направив чисто да ви покажам дека уствари е се до нас. До никој друг. Ние сите сме системот. А системот, што би рекол Милош, е само именка. Обична именка. Имено, повеќе од 7 години зборам
и да не речам дробам празна слама, дека Христијан Мицковски и СДС, сите комплетното раководство на СДС, работат здушно на уништување на ВМРО-ДПМН како партија, истовремено на понижување на македонскиот народ и на сите други луѓе кои што живеат во Македонија. Дека е тоа така, во овие, да кажам, 3 дена, најчисто, најгладко, најпластично може да се види. Предпоставам дека сте приметиле, ама ете, пошто имав многу критики дека многу сум цуел и викал, па решив вака, културен да бидам. Значи да покажам дека имам и културен начин на говор, затоа што зависи на која публика се обраќам. Па така, да почнам од почеток, зашто кажувам дека работат заедно и дека официјално, правно, да, власта е сменета, но неофицијално и она што може да се види на терен, на улица, во животот, се уште владее истата комунистичка власт. Како е тоа можно, нели? Едноставно, кога ќе се натакне некој во една околина каде што 90% од луѓето се честни домаќини, кои што мислат дека сите луѓе на светот се честни домаќини, дека ако тие не мислат и не размислуваат на некого да му направат беља и да му направат штета, дека никој не размислува на нив да им направи беља и штета, кој ќе се всади меѓу такви луѓе преварант, тогаш доаѓа до ова да е можно така како што го збор. Имено, по несреќата во Кочани, каде што изгина многу млади деца, каде што изгореа и се инвалидизира уште повеќе млади деца, еуфоријата се крена до точка на вриење, значи до максимум. За да се смири топката, за да се смири гневот на луѓето, за да се смири она маса на луѓе која што искочи во петокот на плоштад, за да одаде почит, за да запали свеќа, или зависно од религијата на свој начин да се помолат луѓето на Бога за покој на душите и оздравување на повредените. Кога се виде таа бројка на плоштадот, кој што не успел буквално никој, од кога постои тој плоштад, дури ни бугарите 41 да го напунат толку многу. За да ја стишаат таа маса, прво почнаа да пуштаат во јавност преку медиумите, преку порталите, преку разноразните ботови партиски, дека едните вика овие од СДС, дека председателот на студентите на универзитетското студентско собрание бил член на УМС, заведнаш после тоа да искочат од ВМРО-ДПМН дека тоа биле уствари шарена револуција и така натака. Па после тоа пројде како што пројде видеофама и тогаш почнаа да се пумпаат. Као у Србија, демек, пумпај. Сега како се пумпаат? Првично, во Кочани си останаа луѓето си протестираа од немоќ, од бес,
Значи, тоа си е локално на тие луѓе таму. Затоа што им се случи. Кочани е многу мало место, така да секој со секого е врзан. И во немоќта, во бесот, не знаат луѓето како да реагираат, освен на овој начин како што реагираат до сега. Но затоа во Скопје, единствениот град во Македонија, во кој што владеат законите, во ниеден друг град во Македонија не владеат законите. Не владеат ни правилата, а камо ли законите. Кажам за тоа подоцна. Значи, што се случува? Во понеделникот, или недела беше, не сум точно сигурен, мислам понеделник. Да. Во понеделникот имаше науким во 1 сат, собир демек на пленум, намерно на кажано пленум, за да подсети на шарена револуција, она што беше пред 7-8 години, дека они нешто ќе правеле, а овие ќе ги прогласувале за нелегитимни, ќе правеле легитимни, не знам, ФСС, не знам како се викаше. И пошто беше во интерес на јавноста, во интерес на медиумите, сите отидоа тамо да го проследат настанот, да снимат, да информираат од настанот што решиле, како решиле, кои се луѓето што решаваат, што си дозволиле да решаваат или било што. И искочи една будала, има добро мене направено, старо купуем. Не дозволно да мене медиумите да сликаат и да. Будала, едноставно будала. Имаше среќа што закасни. Пошто на таков муавет, на такво викање, јас ќе проверев дали ќе има муж што ќе ме испрели од филозофскиот факултет. И ќе влезев внатре за да сликам и да информирам. Од проста една причина, што тоа е јавен објект. Ако некој не сака да се слика, ќе се седи дома. И со тоа се направи една фама, дека, ете, не успеа шарените, се распадна све, пукна како меуро сапуница, се растури како кула од карти. За вечерта, здружение, кое следен или како и да се викаше, здружението, тоа било неформална група, значи они не се регистрирани во Центарот за регистар, него ете се собрали они другари, или познаници, или како што каже во подкастот, да го кажеме лидерот на тоа здружение Бојан, дека така они си се собрале после првиот протест за Фросина да се борат против системот и да прават нешто. И може да се констатира дека организацијата им беше многу добра, да може да кажем и одлична, затоа што успеа да соберат грубо по мене недека околу 7-8 луѓе, во исто време да обезбедат редари, значи што ќе ја држат таа маса, условно речено, прибрана, да нема инциденти и така натака, што ќе контролираат. И тука почнува, уствари со тој протест, почнува нати го дајме го СДС во мора да помоне. За буквално дефокусирање на македонската јавност, на македонските граѓани од случувањата во Кочани, од случајот во Кочани, кој работи, што работи, дали се истражува, дали се приведува, дали не се приведува, кој искочил прав, кој искочил крив, за да се буквално дефокусира јавноста. На тој протест се појавува синот на Бучковски, одржа момакот, рака на срце, добар говор, не одличен, али добар говор. Да, она што секој еден млад човек си го мисли.
ама е он син на Бучковски. А во една мала држава како Македонија, тоа е многу битно во неговото си. Татко му го има прокоцкано кредибилитетот на генерации пред последни. Значи не само на синот, него и на внукот и на правнукот. И сега се даде пенал за тоа и сите ботови како оси се пуштија одма, син му на Бучковски, оној што продаваше тенкови, што не знам што го бркаа во струга, што е осуден и така криминалец и така натака, дека тоа е како се вика, тоа е доказ дека тоа ја организира шарена револуција и така натака. У буквална смисла, дефокус. Значи не е битно протестот, не е битно за што е протестот, не е битно кочани, битно е дека овој е син на Владо Бучковски и дека тоа доказ за шарена револуција. Веднаш после тоа искача СДС и вика, па што има везе, не искача СДС, вечерта искача типот син му на Бучковски и каже, јас сум тој Бучковски, не знам, од син, од татко, тој мајка, таа, они биле разведени и така натака. Ја прави фамата уште поголема, уште поиритантна. Луѓе се лепат, пишуваат, мемиња му прават. Дури оној Љупчо Златев од Лидер искочи и он да прави демек. Пошто дечкот е малце неиден, тебе па мора да копира секогаш. Искача и каже, он бил Љупчо Златев и не знам што. Таму, тоа било шарена револуција. Комплетен дефокус. За после тоа не да се врати повторно назад фокусот, пратениците изгласуваат дека ќе си одмараат они уште недела дена, за да нема пратенички прашања, за да не може да се актуализира повторно кочани, што било, како било, зашто било, повторно да се врати фокусот на јавноста на кочани, да се потсети јавноста дека уствари битно е кочани, а не е битно Владо Бучковски син му. И ритм на народот да реагира како може да одмарате, кој ќе ви го плати тоа, како ќе го оправдате отсуството. Видоа дека се направи фама и одеднашка, внимавајте, се појавува кај Миленко, Усвиненко, Усмрденко, како и да го викаат од конјери, бивши дебарманец, да се појави кај него дека син му на Фрчковски шмркал дрога во Центар за комуникации на СДС. Значи, во Центар на комуникации на СДС. Во зградата на СДС. Кој може да го слика? Вамуровец сигурно не. Значи, мора да е некој од СДС. Го сликал и му ги дал на Миленко сликите за овој да ги објави и да покаже како тоа он шмрче бело у штаб на СДС и не знам што ова она, па држал пресконференција и така натака, за да биде тема на Муавец сега дрогирањето на Фрчковски. Па Бране Стефановски држи као пресконференција за дрогирањето на Фрчковски, за СДС да му каже после, ама Бране Стефановски да каже, збор нема за кочени. Збор нема за децата што загинаа. Збор нема дали докаде е истрагата, што е истрагата, како е истрагата. Битно е, овој бил наркоман, се дрогирал у Центар за комуникација. Тоа е единствено значи дека СДС му ги дава на ВМРО сликите, за да се направи дефокус, значи работат заедно, се договараат како да направат дефокус од јавноста. И сега, денеска, цел Божи ден, никој, ама баш никој,
Не збори за кочани, никој не збори до каде е истрагата, што е истрагата, како е истрагата. Сите зборат за дрогирањето у штаб на СДС. А СДС искаче со пресконференции, собранието не работи, Мичковски исто го нема, си пушта нешто тамо, ни сам не знае што пушта, у Радовиш или не знам кај беше. И толку. Ова сакав да ви го кажам, дека слушате ми го зборот. Ќе остане и запишан Фейсбук, како што вика, месец дена само лајовите стојат. После тоа сам Фейсбук ги брише. Значи, ја ќе го снимам секако дома. Слушате ми го зборот. Од денеска, во наредните месец дена, ќе се збори се помалци и помалци за кочани и после месец дена никој жив нема збор да прозбори за кочани. Од време на време, исто како за модуларното Тетово, исто како за автобусот у Ласкарци, исто како за автобусот у Бугарија, исто како за бродот што потона во Охрид, толку ќе ги забраат и децата, и младината, и се живо. Битно, системот и понатака ќе си функционира онака како што функционирал до сега. И се ќе си остане како до сега. Само тоа е оно што ви го кажав на почетокот. Законите ќе важат само и единствено во Скопје, бидејќи Скопје е најголем град во Македонија, во кој што се повеќе од 1/3 од жителите на цела држава живеат во Скопје, а во малите градови и понатака ќе си биде буквално исто. Војко на Чичко, на Стрина, комшија, друг комшија, преку една улица е комшијата, да му заврши на работа, да не се мучи, да си земи и онека паричка, греотат човекот. Така. Сега ќе се направи хајка, ќе се испозатворат дискотеките сите, ќе има само една, две, три дискотеки кои што стварно сакаат да бидат дискотеки, ги почитувале прописите, другите сите мав. Или се затворени, или они ќе ги затворат и толку. Ако не приметувате и на владините пресконференции, никој не кажува за одговорност. Никој не кажува дали некој ќе одговара од направените контроли кои што то прв сега ќе ги прави владата и инспекторатот. Без разлика што било и како било до сега. Ако прави контроли, тогаш мора да се спроведува законот. Ако се спроведува законот и во било кој објект, особено училиште, градинка, државна институција, али особено училиште и градинка, ако не е испочитувано да има минимум безбедносни мерки со ПП апарати, со хидранти, со црева, во тој случај, без разлика што така било до сега, сега ги фатиле, сега ги одговарат. И мора да одговарат и од сега да се почне со одговарање. И на суд да си кажат одговорните лица во тие градинки, во тие школи, во тие институции, зошто не набавиле ПП апарати, не ги смениле ПП апаратите, зошто хидрантите не работат. Затоа што на тој начин ги загрозиле до сега, среќа што не се случил пожар, ги загрозиле децата кои што учат во тие градинки и школи. И за тоа мора да одговарат.
Они тогаш ќе си кажат, ние сакавме, ние баравме, но од општина не ни дадоа пари, за да може да смениме и да купиме. Па тогаш иде кој не ви дал пари, и така се доаѓа до главниот виновник за сето тоа што се случи. За да не се дојде до тој виновник главен, се прави пресконференција, сега ќе направиме контроли, ќе ги провериме, и тие што имаат недостатоци, ќе им дадеме време да ги регулираат недостатоците, и појо вук магарца, кој ќе провери дали стварно ги смениле оваквото или не. Кој ќе знае дали стварно отишол инспекторот да провери дали сменили или не. Битно, на пресконференција е кажано и толку. И ако отиде некој да сними како дечко на уприлеп, ќе му викнат полиција, не знам шо ово она, тепајте го поштарот. Драги, затоа е психоманија, затоа јас вака зборам, млатам празна слама, за да ви го докажам тоа дека ве влечат за нос буквално бетер него мали деца. А со тоа не знам како не приметувате дека и ве понижуваат, и ве омаловажуваат, и ви се смеат во фаца. За оваа психоманија толку. Ако имате нешто да кажете, повелете, кажете во коментар. Ако не, да ја гасам емисијава, па ќе се видиме, здравје Боже, утре, заутре, некој ден, ако има пак некоја поднова ситуација, или ако евентуално грешам, па да кажам, се извинувам, сум сгрешил, не било така, вака. До сега, особено во овие 7-8 години, колку што правам вака лайв видео, до сега за ниједна работа не сум сгрешил. Буквално за ниједна. За се кажав однапред, го кажав моето мислење, и за се ви презентирав на вас, ви ги презентирав сите информации до кои што стасувам, како снимател, како новинар, како фотограф, како човек кој што работи во медиум. Добре, фала ви што ме гледавте, да сте ми живи и здрави, да е жива и здрава Македонија, и да се надеваме дека ќе биде и ќе тргне нешто на подобро. Иначе, за коловртот кој што во понеделникот се виде на цел Балкан, ќе зборам во некоја друга емисија која што нема да биде обременета со политика. Пријатно, уште нешто биде.